Недостатоците на вода за наводнување и пиење ќе мора да се решаваат со градење на современи акумулациони системи. Вакви практики одамна се применуваат во земјите кои што имаат проблеми со водните ресурси, но според професорот Душан Спасов, и нашата земја треба да размислува во тој правец. Во моментов водата кај нас се користи целосно нерационално, почнувајќи од отворените и дотраени хидромелиоративни системи за наводнување до наводнувањето со пумпи. Значи да не при големи врнежи да мора да се испушта водата од браната, затоа што браната не е подготвена да трпи таков отпор, односно таков притисок. Значи, да акумулираме целокупната количина на вода што ќе пристигне во тој краток период. Ако така остане, ние за кратко време ќе бидеме сушен регион. Регион каде што нема да имаме вода за наводнување. Во одредени региони во земјата се појавуваат проблеми со наводнувањето, а предвидувањата се дека тие ќе се зголемуваат со текот на времето. Затоа државата ќе мора да биде подготвена за периоди на долга суша и недостаток на вода. Од сите тие климатски предвидувања кои што се за Балканот, предвидуваат дека ние ќе бидеме регион каде што ќе завладее суша, значи ќе секнат и подземните води. И од тогаш што правиме? Значи нема никаква вода. Затоа тоа подитно мора да се води сметка да се направат тие реконструкции на тие акумулации на каналска мрежа, а сето тоа за да се придонесе да имаме не само вода за наводнување, него ќе немаме вода и за пиење ако вака негрижливо се однесуваме на тие акумулациони системи. Ова лето во Струмичко се појавија проблеми со недостаток на вода во селата Банско и Дрвош. Сушите и нерационалното користење на водата со денови ги оставија овие села без доволно вода по најголемите жештини.